За celo vreme do moето партизанско носе митролез да добие за тоа време требаше преку четата со наредба и преку баталонот да носиш митролез. Иначе на други не се даваше митролез. Јас сум роден од ова село. Од овде су излезен партизан. Бев во Кичевско-Мавровски одред. Бев во баталонот на Мирче Ацев. Пред мене су видел све и сваштега. И мртви, и живи, и ранети. Су прескакал преку ними. Гладни сме биле. Бев во прва македонска косовска бригада. Ранјаван су на неколку пати. Железа има во мене не знам колку, еден куп железа. Секое железо представува посебна приказна. Партизанското име би беше Цвета. Во ова село имаше многу борци. Копачијата имаше околу 12 борци кои поизбеговме 43 година. Од тие останавме мал број, другите погинаа на Буковит, Кичево и на други места. Ова село палено од балистите од ѓерманците 44 година. Уште за време војната Мирко беше тумач ке италијаните, ама идеше тука да не организира. Тој беше овде вака организатор нова територија. Sastanci одржувавме на она племна горе. Тој ни зборуваше како во Србија почнале веќе партизани да излаге да се борат со ѓерманците, треба и ние овде да организираме да се бориме против окупаторот. Тамо имавме магазин, оружје. Одговорен беше Тренко Трајчевски на магазинот. Тој беше одговорен и за збирање и на магазинот. Тој е единствен магазин. Тој е единствен магазин овде на оваа територија. Тога имав ја 26 години. По изведени неколку акции со Мирко тука, почна италијаните да не гонат и бев неколку пати затворен во извор во карабинерската станица и ми реко, ако продолжите вака, ќе бидите затворени во Тирана, ќе во терано. И тога Мирко ми рече, бега, излагај да не онади друштвото сето да пропани тамо да се издава. И морав да излеза во партизаните и отидов во Кичевско-Мавровски одред, со Мирко тамо се најдовме и почнавме со некои акции веќе и натаму. Со 43 година некаде идигде кој беше требаше да односно палевне огон на повисоките места по планињата. И
Утрото викат Мирко, сега нема што да правиме во 6 на празникот, ќе земиме на вагон што пресека, ќе слезиме во извор, талјаните ќе надиме. Така да следваме овде во извор, Талјаните беа во оваа куќа овде, а ние од ке мостот од таде дојдовме овде вака и Мирко им викат туто партизани, вика да се предајте, значи многу партизани, тоа значеше туто партизани. Тие се помислија некако баш на ручекот и сретна, се помислија, не гледаа во нас како. А ние па од страх па гледаме кај има место за бегање. Кој знае како се уплашија наведнаш така и остаја порсите. Викат, одговорниот вика ќе ни дајте белешка да се ојме за Кичево. Не треба белешка, разбираш, само знаат кога ќе ојте в строј, не треба белешка да се ојте в строј, нема никој да ве задига. Овде италијани имаш околу 75. И ние се плашевме од ними и тие од нас, ја не знам како се решија да се предат ние тројцата така неискусни и се предадо. И ние тогај собравме овие куќи овде, коли имаше од такова керивникот од онака сега времето изменето таква ситуацијата. Изедовне стварите од тука, од општината, од куќата, од магазинето, ние товаривме на коли и однесовме кон Попое Сонано за нина. Заробеното оружје што го заробивме од талјаните извор го донесовме тука. Во овие племни го скривме. Талјаните дојдоа таде, понака од овде селаните се борнаа да го закријат тоа оружје и колите изледоа во своите племни да не се сети тути се од извор донесени. Дојдоа тука, застана со камионите, го блокираа селото и при вечерта слушаме, а ние се вотнавме под слама, немаше кај да бегаме веќе. Под слама се онадивна, ете, така млади деца, војска неслужани, неонадени, не знаевме како што е. Оружјето го скривне тука, се вотнавме под слама, некаде при вечерта. Талјаните се онадија, си заминаа за Кичево, го зедо брат му на Мирко. Една ден префрламе преку граница за бугарска територија во Лорека. Како одевне тамо во планината, најдовне некој дрвари кај бера дрва, кој до нашите на патрола ојде и донесе кај нас. Го прашуваат што имат во селото, како имат, вика немој да ојте тамо, викат има контраши. Како контраши, тој овчарот од Златари го познава селото тука. Емо, вика, тој некој Ристо, разбираш, тој бил таквото главниот на контрашите. И му викат на тој, викат, ќе ој сега со овие другари, ќе им кажиш куќата каде и ќе се вратиш вамо по Сањава да си ја земиш дрвата. Не однесе во Лорека, ни кажа куќата каде, се го вративме назад, оеме околу куќата, гледаме од каде може, што може да се онади. Гледаме од горната страна, тој дента прасе дереше, беше закол дереше. Им вика на другарија, сега ќе стоиш ти на едно пенџере, а ние двајцата ќе влеземе во пондилата, да видиме, да ќе успееме да го патиме. Ако почни да бегат преку пенџере, му рековме да го утепа. Тропаме на вратата, влеговме во пондилчето, тропаме на вратата, не знаеше тој кој е, што сме, разбираш, викат бурум, бурум. И отвора вратата, тој си дери тамо и му вика рацете горе, ко виде што е, како е, го пушти ножот и крена рацете. Ојде другарот што беше со мене, му и врза рацете и гледаме тука пушки, ловжински пушки, бојни, кондури, сирења, канти, едно друго.
i za prv pat tuka kondur vo tije godini obuva vo 27 godini za prv pat od tuka kondur obu. Se sećava na slučaj kako otidovnemo u Brezovo. Tamo Bugarite imale bacilo svoje. Го збирале млекот од поселата и тука го надеа. Ко отидовне тамо, стражарот го разоружавне и наредовне тие казаните иззупивне, дојдо се собрај од селото, им го поделивне сирењето, масло, нешто наредовне ние во ранците, главни бевне, разбираш, мораше така да биде, кладовни и од сирењето, и од кашкавалот, и од маста овча, и другото што беше на селаните го поделивме. На идење назад од ступување кон Пустарека, почнаа преку ранците таа маста да капи по палтата удолу да се маза и палтата. Та имаше и такви случаи смешни кои моевне да се насмееме, некој кој јадеше кашкао па не можеше и фати запек, не моја поназор да водати. Ова село е Кленоев. На ова место ми останало едно осеќање кој не може никој па да го забора. Многу другари овде попадна. Та ни прави на балистите, ни направи една провала тука кој требаше да дојдат одаде од преку јама, да дојдат овде на помош, а тие не на помош, да се измеша во партизаните и почна да пукае на партизаните. Ние гледаме долу извор на балистите, а тие нафрлаа на нас. Дури и сетивне кои се што се разбира наредени со петокраки маскирани, некако сетивне партизаните веќе сталка некако немаше она сила што имаше, разбираш. Кој ќе видиме што се работи и степа другарите, па свика, разбираш, другари, повлакајте се овде, издајство направија овие балистите. Така да овде останаа по оваа краса многу другари, партизани, најдобрите другари. Ѓорче имаше еден тука, разбираш, и онај Свештаро тука остана и други. Имаш од Дебрц, од Врбјан, од Попоес, од Кленоев што загина. Тука некој другар Ѓорче се викаше тука, го фатија, го дупеа со ножовите, теко сетовне оти балисти се овие. И се повлековне нагоре, па после не им беше доста то, лего во селото да тепае, да плачкае. А ние бевме околу 40-50 души, тој толку броеше баталонот.
за време на февруарскиот покот на најголема трагедија беше Ореовска чука. Снегот беше голем, не можевме да се искачиме угоре. Бугарите веќе фатија линијата тамо, дојдо возот од Прилеп, од Богомила, тамо од Прилеп, од Богомила, некаде тоа се исполни линијата. Ние над линијата неколку километра си седиме горе, така. Пути не можеме веќе да се движиме од снег. Некаде од левата страна тамо загледа некоја колона каде војту горе на Ореовска чука. Овие некој наши вике да се наши, некој вике бугари се, некој вамо, тамо да установија да се бугари. Сега, Ореовска чука треба да се фати, иначе немаше каде на друго место да се оди. Некаде седев долу со другарите, свика некој, разбираш, Светан да дојд вамо, Светан да дојд вамо. И зедов ја помошниците, отидов тамо беше Марко Елисија Поповски, даме заменикот на бригадата, Круме, командирот мој, Врбица, и ми викат, Круме ми вика, така имам нешала, разбираш, волк со плочи, вика, треба да ја заземиш горе Ореовска чука. Иначе, викат, овде ќе останиме сите, ќе не заробат бугарите. Некако, кој знае како, успеав така да се искача горе на то, им застанавне, им кладовне заседа, бугарите дојдо под нас на едно 300-400 метра и командантот ними им дава заповед каде треба нашава рота да биде, каде има други роти, разбираш, тамо овие кучиња, овие шумкари треба да истепаме. Еве, не можат да одат. Некако се искачивме горе ние со таквото, со митролезот, и ко почне да им дава заповед каде што око им рече готово ли е, сега готово. Ко почне да стануе, им пушти митролезот, ја неколку шанџери, неколку бомби, летна удолу го стаја оружјето, коњите тука го надија, избега удолу, командантот ни вика не бегај момчета, манката шумкарска. По некое време дојде од десната страна Михо, таму и тој помогна нешто, после дојде командантот Ѓуро и ни други, разбираш, па ме пофалија тука, мислевме ние ути се шалит, разбираш, таму вамо дојде до смешка. Тој ни рече, другари, ако не бевте вие бригадата, немаше да постоите, разбираш, се спасивте бригадата. Се сеќава на река Црна која го требаше да ја газиме. Ко требаше Црна река да ја газиме? Се извовне тамо на Црна по водој, по чети, по баталони и вечерта ќе тргаме за Црна. Бугарите беа позади, односно пред нас тамо во едно село и се фаќаме сега еден за други да ја газиме Црна. Та силна, снег врни, студено, некако не можевме цела ној да пренесиме. Са бајлето избеговме од реката, накачивме за кон Кожух, отидовме ни ливаѓе тамо, со коливи влашки, подпаливме огон малку, се погреавне и заминавне по тоа буката угоре за Кожух. Тие буката, пукато, студенила, си скачивне начисто на Кожух. Тамо ко фати еден снег, едни вејавици, другари панна тамо, замрзна. Најдавне другари, некој потрага, некој натрага, заспани, па избиравне. Ја вика една другарка Любица, од Кичево беше, што правиш тука, Мари? Спиеш? Не рече спија, рече бера цветиња.
Kakvi cvetinja ovde, razbiraš, u vas nekima, ne reče, vidiš tu je cvetinja po ova takovo. A tuka ta je Fatimne drugarkata, brace je zedovne sonac da je nosime. Pa svika, držete desno, ako ojte po golo, to će ti izmrzni mesite, držite levo udulu. Se turnavne nize nabuka udulu, počnavo stroj od volci da vijat, nekoj res volci da vijat. Nekoj vika, more kućinja ovdje ima selo blisku, će pojme razbira. Ko će stanovat, volci bile. Otidovne na granicata Bugarska tuka postoji imaše. Čekaj. Otidovne na granicata Bugarska tamo, Bugarite denje čuvale tuka, noće ojle vo selata tamo. Se grejeme tuka i okolo ognojte za stoni, drugarite, od torbite vađet lep, na kasni lep, na od cigarava. U stvari torbite prazni, nema ništa taka, već ona bela smrti fatilo, već ne znaja koji što zborvi, za što zborvi. Ima jedan drugar tamo, celo to moje trenko, vi kad stoja najčojme oplemna na Magdenost, kad će spijeme, pa sa bajle pak će dojme na strecelu. Je zede ranec od otide, koji zna, ja rekovke te drugari dan se zastoji tamo, to je ošao na takvoto nad postojte, legnal do neko buka. Ko sa bajle to stanuvat, gledat tuka, so kapi, so šinjeli, veka, da li mi se spijete ili ne razviješ, izgli focete so sneg razviješ, ko će ti gleda Bugari. Letna fota bukata, da bega, koja Bugarite me primeti, ja frlija nekog u puški. Izlaga me na grčka teritorija, tamo toplo, nadeno, sve ubo. I ko će ojme nadolu, nekoj vikat more trnje imat ovde, bre, bockat nekako. A bre, kakvi trnje vikat jedan, pogledajte nozete, reče, kolkaj su otečeni, reče, je zamrznati nozete, otečeni su. Kako bre otečeni, taka pogledajte, razbira. I ko će vidi me nozete, tapanjolka i vaka nadujeni. Evo i deneska noze se poznave, tu ti se zamrznati bile, site se pocrneti po nadeni. Povraćanje to je Vegejska Makedonija, brigadata trgna otpuštani za Makedonija. Na ta teritorija slobodna, što veše da je oslobodimo povtorno. Na idenje od Grcija prefrljivne preko jezeroto Albansko. Od tada ne vidio Bugarite od Pelister i javija Bitola da partizanite od Grcija ida za Makedonija. Taka prefrljajući Prespansko jezero so kajčinja prefrljivne, legovne u albanska teritorija i nojta prefrljivne preko Oteševo se kačivne vo Zavoj i vo Zavoj me rasporedija malku po kući da se ogrejeme, da poručame, međutim Bugarite po nas od tada dojde od nacelo počne da pukajet, taka brigadata odmah se povleče po celo da preminit patot Bitola okrištojet, da ne nigofatat patot, da ne mojme da preminime. Taja noć idevne nekade preko planinjeto, na Sabajljeto, dojdovne do Srpnica. Na ovaj teren bevne dojdeni Sabajljeto i počna Bugarite da pukajet po nas od gore. Tako da nemaše vreme nekade polože da Fatimen se izdade na brzina naredba koji nakade dao. Međutim, ne mojne da pominime od Livadjeto, tamo gore Bugarite ima postati beše bunkeri na okolo, vitrolezite prosječeja prostoru. Tako da cel den tuka jurišavne povije planinje ovde, nekako prik večerta postot do zapaljivne, se zapali postot, tada pominime tuka. Tuka zlatni drugari pogina kako stojan od Kičevo, mitrolezec, Stipe, Tijeni praja, Veselbi.
Стојан беше ранет во ногата и не можеше да се осупува, така да него тој дури имаше муниција во митролезот, фрлаше по бугарите, најотзади сам се утепа. Стипета го заробија. Тој ни пееше песни, не радуваше, не веселеше, дур беше така. Не, тој ете така тука во тие, тако го фатија бугарите и го утепа и него. За цело време носе митролез, а митролез да добие за тоа време требаше преку четата со наредба и преку баталонот да носиш митролез. Иначе на други не се даваше митролез. Така да за цело време во моето партизанско го носе митролезот до ранувањето во Деба. Во оваа повторна борба за Дебар, околу 18 часот, германците почнаа да го бијат градот со силен артилериски оган. Пушкомитралезецот од втората чета на првиот македонски батальон, Стојан Секуловски, ги преживуваше најтешките моменти. Засонет зад старата порта, тој го обсипуваше непријателот со оган. Неговите двајца помошници одвај успеваат да го наполнат прегреаното оружје. Германскиот притисок стануваше се посилен. Еден од германските пушкомитралесци од блиската зграда ја прикова Стојановата чета со земја. Стојан ги собра ногалките на својот пушкомитралес. По мене, им викна кратко на своите помошници. Се приближија до зградата. Стојан ја допре цевката на својот пушкомитралес на прозорецот и го притисна чкрапецот. Германскиот пушкомитралезец замолкна. Непријателските зрна, како рои оси свира секаде околу нив, но неустрашивиот пушкомитралезец не им обрнуваше многу внимание. Ја биеше тесната уличка, не дозволувајќи им на германците премине низ неа. Тогаш непријателско зрно го рани храбриот пушкомитралезец. Се превитка преку омилената бреда, која ниту тешко ранет не ја испушти од раце. Земете го пушкомитралезот и повлечете се, им викна на своите помошници. Да се обидеме да те извлечеме, му рече еден од нив. Бегајте додека не е доцна, јас некако ќе се снајдам. И остана да лежи покрај цидот. Не, на јуриш таму, оеме ние касарните да ја надиме, одејќи по патот, да го постава митролезот во пенжерињата да гаѓа, да не гаѓа тие. Пана е на шкрапнела на патот, кај што бевне застанати, и ме обсипа со шкрапнели. Така да едниот помошник беше наместо утепа, ја тешко ранет. Стоиме тука цела ден до вечерта. Едно време ја дига главата, го гледат едниот помошник, плачит позади мене. Што плачиш, бе? Ами вика, бригадата се повлече, ја што да правам? Земај митролезот, бегај. Ами како да те оставам тебе? Така, реко, ја ќе се снајда како ќе се снајда. И замина, не видов ни од каде излезе, ни од каде ојде. Некоје време, кон 10 сат од вечерта, пак ја крева главата и си вика со себе, што прави овде ја сега сам? Станав да бега по патот за кон бригадата вамо кај што беше повлечена, на неколку метра падна. Се вратив текран назад, влечкајќи се вратив текран назад кај што бе вране. Гледа позади мене на авлија дупната дупка, кај што беше избегал помошникот со митролезот. Ода тамо во таа дупка, се качува се на тарака, се шукнува во авлијата, седнав до едно портинче во другата авлија за во куќата, едно дете почна да плачи. Набрго го заќутија.
Стана ми текна, после отидов тие циглите што беа турнати од дупката и наредив да не ме гледаат никој. По некое време почна патроли веќе по улиците. Поминаа тука, викат едната свиња, еве овде другата свиња, кај отиде. Зедо тука што беше оставено ранецот од другарот утепан и почна патроли по улицата. Седа ја тука, цела ноќ се мисла како, што, разбираш, авлијата горе висока не може да се искача. Некое време, ке 3-4 сатот сабајлето, почна гранати од нашите минобацачи, гранатите да паѓат во авлијата. А ја реков овде готово, разбираш, нема Куртулувачка. По некое време, а пиштолот го има веќе наполнет, ако дип веќе некој дојди да монади, беше спреман за стрел да се утепа сам. Ко некое време гледа по авлијата се исполни со гранати од нашите фрла тука. Како знае не да фрла право ке што го фја. Некое време свика по улица ура, ура, ура. И од таде ми викаат Цветан, 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 ама ја уште чута, разбираш да не има некој од тие германците да се повлекуваат па да влези тука да ме надени, да ме утепа. Ко се приближија тука, викна една драга од Прилеп, имаше тука, викна Цветан. Ја се возев некако, не може, раната голема, олка, вака, душата излагаш од раната, раката и та... Можеш да одиш, не може да ода. Во турнато авлијата е турна, живите цигли, влегов натре, ме кладов на носила и ми изваја тамо, ма не со накрај градот. Тука се беа другарите, се собра околу мене. Цветане, што правиш, како се? Не можев да она да така. Па добар су, смрт фашизму, реков, добар су, како, што? И силта беше вода. Вода, разбираш, ми дадо млеко да се напија некако ме онади, ми дадо млеко, ми се полесни душата. Викна едно 10 души кои требаше да ме носат Караорман. И така ме носеа, до под Караорман. Има многу што да се каже од борбите, но не су толку понаден за закажување. Но су бил добар борец. Видов не све што е. Другари останаа по планиње, но не им се знаат уште ни гробој, ни дома, оште ни знаат родителите. Затоа треба од овие луѓе, ова младина да чуваат таа борбена готовност, слободата да ја брани.